Јас секогаш сакав да свирам, но потоа се прашав што ако јас сум композиторот овој пат. И затоа почнав да правам моја музика пред околу 1 година. Првата композиција мене ми се викаше Desert Night и со таа приметив дека навистина можам да компонирам и дека многу интересно ми. И затоа по 1 година кога пројде, одлучивме дека време и на надпревар да отидам за компонирање на композиции. Таков беше надпреварот во Њу Јорк, во Димена центар. На апсолутниот слух професорот реши да го испита, значи го сврти на другата страна и едноставно пробува тонови без да ги гледа. После тоа го прати во музичко училиште кај што формира комисија за таа работа и едноставно открија дека навистина има апсолутен слух, кај што едноставно тоа е ретка појава помеѓу музичарите што би можело да ја искористи во добра цел. Значи да напредне многу во таа насока. Предизвици така поголеми ми се повеќе од класичниот жанр. Многу сакам да свирам Бах, но исто така моментално голем предизвик ми представува Бумбаров лет и Шопен ноктурно од Сисмол. Тие многу ми се интересни, но исто така се многу и тешки за свирење. Тие го представуваат следниот чекор во мојата кариера. Значи, на секое одење во хотел кај што има пијано, он уште од 2 години почнуваше да покажува интерес. Во прво деление наставничката секој дневно има музичко кое што ги активираше децата и да играат и да пеат. Пепица Павлова, кај што секој дневно, кога и да се сретнеме, ни кажуваше какви афинитети има детево и какви способности. Меѓутоа, ние гледавме да го оттрнеме и тоа. Меѓутоа, во второ деление веќе не замоли, ве молам, однесете го, не знаете каков талент е и решивме да го пуштиме. Јас во иднина, како и секој, сакам да отсвирам што потешки дела, класични, што повеќе жанрови на композиции да можам да отсвирам. Сакам исто така и да продолжам со моето компонирање на композиции, некогаш и албум да направам. Едноставно секој сон што би бил на некој музичар. Истина, нема доволно зборови да се искаже тоа се што сакам да го кажам и се што сакам да го изразам во врска со пијаното. Се што може да кажам е дека многу ме фасцинира и ќе продолжам и понатаму да свирам.